Почитуван колега Зендели, еве имаме уште еднашка прилика да се најдеме во корелација на една комплементарна дискусија, каде што навистина убаво ги лоциравте многу моменти, многу проблеми и мислам дека реално ја стекува вашиот говор ситуацијата во која што се наоѓа државата. И точно е тоа. Во оваа коалиција што сега ни ја нудат пред нас, како власт, нема многу идеологија, нема многу заеднички цели, нема некои програмски определби за подобар напредок, туку се темели на интерес и на корупција. Лоциравте многу проблеми. Ние сте држава која што од која оваа власт не континуирано во криза, една, втора, трета, 4 мислам дека не се уште официјални, чекаме барем 2 да ги продолжиме, но самите дискусии, многу корисно беа овие денови овдека да бидеме, самите дискусии укажа на уште една криза која што можеби име заеднички, која што некако ги обединува сите коалициони партнери во оваа предстоечка реконструкција. И тоа е на некој начин криза на идентитетот. За кризата на идентитетот на СДСМ веќе подолг период знаеме. Тие не може да се пронајдат. Затоа кај македонците и толкав е голем револтот. Се гази врз нашето достоинство, се гази врз националните обележја, нема одговорност, секој може да дојде да ни каже што сака, како сака, се тргува со нашите национални фундаменти, со историјата, со јазикот и така натаму. И тоа е веќе вака добро направено во изминатиот период, кај што јавноста е многу свесна и многу запознаена. Понатаму се појави и ДУИ, тие да не останат покуси. И они им се појави со мала криза на идентитетот. Беа првенство една определба, па понатаму дојдоа како зелена опција, 4 зелени агенти, додека не испаднаат последните проблеми. И одеднашка зелената агенда не е важна, зелената програма воопшто не се ни спомнува во владата, не им треба ни министер за животна средина, ќе дадеа можеби уште 3 министри плюс, само да си го зачуваат Артан Груби и неговата криминогена структура. Да си тече бизнисот, да си течат активностите, соработката стоите на тоа што е ниво и толку. И сега доаѓаме до Алијанса. Ако вие беа веќе во криза, ке нив станува збор за една акутна, хронична диагноза за проблем со идентитетот. Да ги слушаме ние со години, како се критикува владата, како се посочуваат проблемите, како не поддржуваат во сите фактори, во сите ситуации, во сите укажани скандали, во сите состојби кои што не ја водат државата во амбес и одеднашка се влезе во истата таа влада, да се спаси само кариерата на Артан Груби и на Ковачевски, да се спасат оние криминогени структури. Реплика Зоран Коцев.